Во Библијата има личности за кои слушнале сите. Адам и Ева, Давид и Голијат, Самсон и Далила. Денес ќе се поучиме од Самсон. Дури и децата во црква слушнале за него, ама мислам дека не е сватен како што треба. Кога започнав со магистерската по теологија, првото нешто што ми го даде еден од професорите за истражување беше Самсон. Ајде заедно да го прочитаме текстот од Судии 15 глава од 9 до 20 стих. Ова е една од авантурите на Самсон. Тогаш тргнаа филистејците и поставија логор во Јудеја и се расширија дури до Лехи. А жителите на Јудеја запрашаа: "Зошто излеговте против нас?" Тие одговорија: "Дојдовме да го врземе Самсон, за да постапиме со него онака како што тој постапи со нас." И 3000 мажи јудејци отидоа до пештерата кај карпата Етам и му рекоа на Самсон: "Зар не знаеш дека филистејците владеат над нас? Што ни направи?" Тој им одговори: "Како што постапија тие со мене, така постапив и јас со нив." Тие му рекоа: "Дојдовме да те врземе, за да те предадеме во рацете на филистејците." А Самсон им рече: "Заколнете се дека нема да ме убиете." Тие му одговорија: "Не, ние само ќе те врземе и ќе те предадеме во рацете нивни. А што се однесува до убивањето, нема да те убиеме." И го врзаа со 2 нови јажиња и го одведоа од пештерата. Кога се приближи до Лехи, филистејците го пресретнаа со радосно викање. И Духот Господов слезе врз него, и јажињата на рацете негови станаа како изгорен лен, и врските паднаа од рацете негови. Па најде се уште преста магарешка челуст, ја протегна раката, ја зеде и уби со неја 1000 мажи. И рече Самсон: "Со магарешка челуст убив купишта, со магарешка челуст убив 1000 мажи." Откако го рече тоа, ја фрли челуста од раката своја и го нарече тоа место Рамат Лехи. Тогаш почувствува силна жет. Викна кон Господ и рече: "Ти го изврши со раката на твојот слуга ова големо избавување, но сега ќе умрам ли од жет или ќе паднам во рацете на необрезаните?" И Бог ја рацепи карпата во Лехи, и потече вода од неа. Тој се напи, духот му се поврати и оживе. Затоа беше наречено тоа место Енкоре, што е во Лехи и до ден денес. И тој беше 20 години судија над Израел за време на владењето на филистејците. Малку за раѓањето на Самсон. Неговите родители немаа деца. Му се молеа на Бог и во еден момент Бог преку ангел се објави на мајката на Самсон. Таа беше уплашена и кога му кажа на својот маж, него не му се веруваше дека ги посетил ангел. Потоа пак се јави ангелот на жената, па таа го повика маши и ангелот им кажа дека Самсон ќе биде посебен, ќе биде одвоен за служба на Бог. Назиреј, што е тоа ќе кажа малку подоцна. Мажот и жената му принесоа жртва на Бог. И потоа се случи точно како што кажа ангелот. Се роди Самсон. Но зошто е Самсон толку интересен? Од 1920 година наваму во Израел се откриени неколку мозаици во синагоги на кои централно место има Самсон, што е чудно, бидејќи обично тоа место е за Мојсей, за Авраам или за некој од другите патријарси. Се прашувате зошто? Уште повеќе, кое е значењето на животот на Самсон за нас денес? Може би 2 настани од современата историја ќе ни помогнат да разбереме малку подобро. Веројатно ќе се сетите дека принцезата Дијана и мајка Тереза умреа неколку дена една од друга. Едната, погодете која, беше редовно на телевизија. На сите медиуми за незината се смрт се зборуваше со месеци, околу 2,5 милиарди луѓе се вели го гледаа незиниот погреб. Да не сгрешите, тоа се случуваше со Дијана. За неја се зборува секоја година на денот на незината смрт. Другиот погреб на мајка Тереза помина многу понезабележана. Причината е што мајка Тереза беше херој, а Дијана беше славна личност, она што денеска ние го нарекуваме селебрити. Колку постигна мајка Тереза, а колку Дијана, што мислите? Ако реално погледнеме, не можеме да ги споредиме. И ова заинтересираност за Дијана повеќе отколку за мајка Тереза ја покажа плиткоста на културата во која живееме. Односно, кој е во фокусот, него го славиме. Но ајде да погледнеме поинаку. Кажете ми, со кој ви е полесно да се поистоветите? Кој сакате да бидете? Со некој на улиците во Калкута или со некој облечен по најнова мода? Многу ни е тешко да сме херои. Бидејќи не можеме да сме совршени, па затоа се обидуваме како што правеше и Дијана. Сакаме да бидеме во центарот на вниманието и да кажеме: "Да, јас имам мани, признавам, ама се трудам најдобро што можам да бидам супер. Сакам да сум автентична личност." А што има ова врска со Самсон? Малку трпение и ќе дојдеме до тоа. Во минатото сакавме херои, но сега ги рушиме хероите и се сомневаме во нив.
Завчера на интернет имаше статија дека Калифорнија сака да ја урне статуата на Абрахам Линколн, оти не направил доволно за робовите. Во Англија имаше движење сакаа да го урнат Черчил. Кај нас пак, последниве денови се омаловажуваат хероите од Втората светска војна и нивната борба против фашизмот. А ако гледате филмови денеска, суперхероите веќе не се само добри. Филмовите ја покажуваат и нивната лоша страна. А причината за таа промена е бидејќи така сите тие големи луѓе, суперхерои ако сакате, стануваат како нас. Односно ние стануваме послични на нив. И затоа еден социолог на религијата вели дека и нашето поистоветување со хероите и нашето поистоветување со славните личности ќе не уништи. Еве еден пример. Апостолот Павле пред да се обрати ги прогонуваше и убиваше христијаните. Беше доблесен, имаше некои морални вредности, беше херој помеѓу евреите. Ама откако се обрати, во Римјаните 4:5 вели, напротив, оному кој не се труди, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, верата му се смета за праведност. Со други зборови, не тие кои живеат доблесно, туку тие кои се држат до оној кој оправдува недоблесни, значи до Бог, тие се вистинските верници христијани. Во Библијата нема ниту еден човечки лик кој е совршен, освен Исус се разбира. Но да се вратиме на Самсон и да видиме зошто го кажав она што го кажав претходно. Некои го гледаат Самсон како суперхерој од старо време. На Википедија ќе прочитате дека тој е, и тоа буквално пишува вака, еврејска верзија на популарен блискоисточен суперхерој кој прави невозможни работи како грчкиот митолошки Херакле. Има и такви што го сметаат за антихерој, бидејќи спие наоколу со разни жени, убива луѓе, па од тоа прави гатанки и шеги. Но тој не е ниту суперхерој, ниту антихерој. Тој беше човек. И има неколку факти за него во Библијата. Прво, тој е многу силен. Физички силен. Кога филистејците доаѓаат кај него да го фатат, вели дека се расширија наоколу, поставија логори, се спремаат да тргнат против него. И евреите читаме кога отидоа да го фатат, собраа 3000 луѓе. Имаше страф од неговата физичка сила. Од друга страна, морално и духовно беше слаб. Кога го прашуваат евреите што правиш, неговиот одговор е како што постапија тие со мене, така постапив и јас со нив. Тоа е слабоста на Самсон. Тој не е ништо подобар од филистејците кои во 10 стих велат дојдовме да го врземе Самсон за да постапиме со него онака како што тој постапи со нас. Овој период е многу критичен момент во историјата на Израел. Ако читате во книгата Судии во Библијата, ќе забележите дека раните освојувачи кои го поробуваа Израел и му земаат данок, го плячкосуваа и убиваа беа амонитите, моавците и мидијаните. И сите тие народи беа сурови и безмилосни, па затоа, кога ќе се појавеше судија како Дебора или Гидеон и ќе ги поведеа израелците во борба, луѓето им се придружуваа за да го тргнат јаремот и тешкото робство. Се охрабруваа и се бореа, оти нема што да изгубат. А сега кај Самсон, гледате ли што се случува? Кога евреите доаѓаат кај него, велат, зарем не знаеш дека филистејците владеат над нас? Што ли направи? Со други зборови, вистина. Филистејците владеат врз нас, ама ние немаме против. Што правиш? Зошто дигаш прашина? За разлика од другите непријатели, филистејците не сакаа со сила и суровост да ги уништат израелците. Тие сакаа да ги асимилираат. Се мажеа и женеа меѓу себе, имаа економски врски и ова беше многу поопасно, бидејќи за 1 до 2 генерации Израел ќе го снемаше. А заедно со него ќе ја снемаше и верата во единствениот Бог. Плюс, не заборавајте, и спасението на светот во иднина ќе се изгубеше, бидејќи без потомците на Авраам немаше од каде да дојде спасител. Значи во тоа време, во тој историски контекст, Бог го подига Самсон да направи конфликт со филистејците и да ја уништи нивната сила. И како го прави тоа? Преку неговата физичка сила. И најчудното нешто во целата случка со Самсон е дека тој воопшто не е свесен дека неговиот конфликт со филистејците има и духовна страна. Ајде да видиме малку како започна тој конфликт. Прво, се ожени со жена филистејка. На свадбата, на сватовите им постави гатанка со облак. Тие мамат и сега Самсон требаше да го плати облакот. За да се одмазди за тоа што е измамен, Самсон им се одмаздува на филистејците. Заради неговата одмазда, таткото на жена му не му ја дава жената и ја дава да се омажи за друг. Како одмазда за тоа, Самсон им ја пали жертвата на филистејците.
Како одмазда за тоа, тие му ја убиваат жената. Како одмазда за тоа, тој убива стотици филистејци и сега сме на тоа место во наративата каде што читавме пред малку. Самсон цело време им го прави ним тоа што тие му го прават нему. А сепак во 20 стих пишува и тој беше 20 години судија над Израел за време на владењето на филистејците. Иако беше незрел, иако беше одмаздолюбив, Бог преку него го водеше Израел. Ке се сетите дека судиите во Израел не беа правници, туку беа спасители, беа ослободители. Кога Израел беше на работна катастрофа, судиите беа тие што го спасуваа од ситуацијата. И најчесто тие беа воени водачи. И покрај сета безумност на Самсон и покрај лошите мотиви, Бог го спаси Израел. Интересно е како. Така што Израел го отфрли Самсон и го предаде на неевреите, на незнабожците, на филистејците. Но преку тоа што го отфрлија, преку тоа што дојдоа да го врзат и да го предадат на непријателите, оти го рушеше нивниот мир и статус кво, дојде спасението. И Самсон им го дозволи тоа. Сакам да забележите нешто. Може би Самсон е духовно слеп, но не е луд. Ако ме врзете, вели, дали ќе ме убиете? Му рекоа не, па вели окей, ајде врзете ме. Тој не сакаше да ги убие израелците. Но тој увиде дека најдобриот начин израелците да не бидат казнети од филистејците, а сепак тој да дојде доволно близко до нив за да убие колку што може повеќе, беше ова. Израелците не го сакаат за судија, сакаат да го уништат и заради таа желба и обид, оти сакаат да го избегнат начинот на кој тој сака да ги спаси, точно така се случува нивното спасение. Во 18 стих читаме дека над него дојде сила и тоа што Израел сакаше да го избегне, се случи. И во 18 стих што го прочитавме, тој е на работ да умре. И не мислам дека само се жали, па затоа Бог им одговори и му даде извор на вода и го врати во живот. Ама што значи сето тоа? Еве што. Обожувањето херои не помага. Ама уништувањето, ако сакате деконструкцијата на хероите не помага исто така. Не можеме од Самсон да направиме херои и центар на нашето обожување. Но не можеме исто така ниту да му ги одземеме заслугите затоа што не бил 100% светец. Што е решението? Или каде да најдеме херои? Решението е една личност. Кога дојде луѓето рекоа не сакаме овој да владее над нас. Го предадоа, сакаа да го уништат и тој не го спречи тоа. Туку ги спаси преку нивното предавство. Кога беше на крстот го направи најсилното нешто, рече оче прости им оти не знаат што прават. Да не беше херој, да беше слабак, ќе кажеше татко проколни ги, оти тие ме колнат мене. Но тој вели прости им, не знаат што прават. И затоа 50 дена подоцна, илјадници од оние кои учествуваа во неговото убиство се крстија со вода и дух во тој исти град. И тој беше предаден како Самсон од неговиот народ. И него неговиот народ не го сакаше за ослободител. И денеска луѓето не сакаат спасител. Не го сакаат Христос како спасител, оти тој ги подсетува на нивните несовршености и ги соочува со нив. Расказот за Самсон не кажува само дека Бог ослободува преку отфрлањето на ослободител. Туку ни кажува и дека кога Бог спасува, тој може да спаси и преку само еден херој. Гледајте ја прогресијата во книгата Судии. На почетокот ќе дојде судија, ќе ги повика сите на бунт и сите ќе му се придружат. Потоа, како мине времето, се помалку се спремни да се борат за ослободување. Кога веќе ги дојде судија, има само 300 мажи. Кај Самсон како судија се бори само еден. И која е пораката на книгата Судии, или која е пораката на целата Библија дори? На Бог за спасение му треба само еден. Уште повеќе, победата на еден им се припишува на сите. Ке се сетите на Давид и Голијат. Еден Давид победи во името на сите. Самсон покажа дека на Бог за ослободување му треба еден човек. Кога дојде Исус, тој го живееше животот што ти и јас требаше да го живее. Го сакаше Бог со сета душа, сето срце, сиот разум и ближниот како себе си, и тоа совршено. Мислите дека беше лесно? Обидете се со една вежба. Ајде мака. Еден ден да не кажете, помислите и направите грех. Еден ден. Ако успеете, една недела. Ако успеете, еден месец. Ако успеете, една година. Ако успеете, 3 години.
Ако успеете, не ви треба Исус. Но затоа што ни треба, тој умре со мојата и твојата смрт. Умре на моето и твоето место. И неговата смрт, исто како и делото на Самсон или на Давид, ни се припиша и нам. Но и неговото воскресение 3 дена подоцна, неговата победа над смртта и гревот ни се припишува и нас исто така. Во 2 Коринќаните 5 глава 21 стих вели вака: зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, да преку него да станеме праведност Божја. Кога ќе поверуваш, тоа не значи дека станаш совршен, но значи дека Бог те гледа како ти да ги водеше војните како Исус и неговата победа ти се припиша тебе. Победата на херојот станува твоја. И дотука гледаме како Давид и Самсон беа како Исус во многу нешта. Но, да беше само ова, Исус ќе беше само херој. Може би славна личност или селебрити, ама тој е поинаков. Во Стариот Завет, хероите, спасителите, секогаш зад себе оставаа купишта трупови и убиени. Ке се сетите, во животот на Давид имаше толку смрт и убиени непријатели, што Бог му рече: ти нема да го градиш храмот, пролеа премногу крв, твојот син ќе го направи тоа. Со челуст од магаре, вели Самсон, ги направи партали, ги степав сите. По Псалм 110, што е месијански псалм, пишува од првиот стих, вели: му рече Господ на мојот Господ: седи од мојата десна страна, додека ги ставам непријателите твои во подножието на нозете твои. А понатаму вели: Господ, кој е од твојата десна страна, во денот на гневот свој, тој ќе ги порази царевите, ќе изврши суд на народите, ќе ја исполни земјата со трупови. Ова е тоа што го направи Самсон. Но во Ефесијаните 1 глава, Павле вели дека Исус беше возвишен откако Бог го воскресна и се е под неговите нозе. Но, наместо како во Псалм 110 да има трупови насекаде, во Ефесијаните пишува дека Исус е главата и ќе го направи сето тоа за црквата, која е неговото тело, кое ќе ја исполни земјата. Старозаветните спасители ја полнеа земјата со телата на непријателите. Така се уништуваат непријателите, нели? Уби ги и готово. Не баш. Ако непријателот е мртов, сепак е мртов непријател. Живите непријатели тогаш стануваат уште полути непријатели. Има подобар начин да се уништи непријателот. Тоа што го направи Исус преку благодатта беше дека го наполни светот не со тела на непријатели, туку со своето тело, со црквата. Непријателите, преку неговата смрт и воскресение, преку Светиот Дух, стануваат вечни пријатели. И не само пријатели, туку браќа и сестри. Тоа е новата борба. Ако христијанството го разбираме како обожување на херои, биди како Самсон, биди како Давид, бори се како нив, Бог ќе е со тебе, се разбира, биди како нив само во добрите работи, не во лошите работи, во спиењето на околу и наетот, од маздолюбивоста, тогаш за тебе духовната војна ќе значи: јас сум во право, тие не се, треба ние да победиме и да владееме. Ама самиот Исус вели дека ако се боревме за такво царство, тој вели: моите слуги ќе се фатеа за меч и ќе се бореа за мене. Не, вели Исус. Јас дојдов во силата на слабоста. Дојдов да простам. Дојдов да го убијам непријателот преку благодатта. И ова е новиот начин. Начинот на Исус. Тој на крстот не вели како Псалм 110: татко, наполнија земјата со трупови. Тој вели: татко, прости. И така Исусовите непријатели стана Исусовата Христовата црква. Луѓето кои 50 дена порано викаа: распни го, сега станаа дел од таа црква. Немаме човечки херој. Не смееме да обожуваме херој, но го имаме Исус, кој е многу повеќе отколку совршен херој. Знаеме дека беше Бог, нели? Да го следиме примерот на Исус значи да сакаме тој да направи неколку работи во нас и за нас. Да станеме војници како него, со ист дух како неговиот и со истото оружје како неговото. А оружјето е вистина, љубов и благодат. Ако ги споредиш Самсон и Давид со Исус, ќе стекнеш понизност од тоа што ќе го видиш. Ако кажеш: Боже, користи ме, оти сум ти должен за тоа што ти го направи за мене, тоа е обожување херои. Ако кажеш: и јас, како Самсон, ќе бидам лош, нема да го почитувам Божиот закон и ќе грешам, ама сепак ќе бидам славен, тоа е деконструкција на хероите. Ако признаеш дека немаш доблести, ако признаеш дека не си доблесен и се држиш до оној кој ги спасува тие кои немаат
ништо добро, Бог ќе те употреби. Тоа е христијанинот. Тогаш знаеш дека Бог те сака исто како ти да си ја извојувал борбата која ја доби Исус. И тоа ќе ти даде понизност. Ако некој ти каже твоите зборови ми помогнаа да дојдам до Христос, ќе кажеш да, Бог ти помогна преку една слаба, несовршена личност. Следното нешто за кое зборува тука примерот со Самсон е овој: смири се. Треба да се одмориш во тоа што Исус го направил. Ако се обидуваш да покажеш колку си верен преку многу напор, преку многу труд, да се покажеш совршен во светот со надеж дека Господ ќе ти се насмевне благонаклоно, ќе умреш од жет. Нема да го видиш изворот на благодата, Евангелието. Само тие кои знаат дека се прифатени како несовршени, можат да сакаат како Исус и да ги сменат непријателите да станат пријатели. Обожувањето херои ќе те направи лицемер или ќе те отера во очи. Мора да прифатиш дека 100% херој кој може да го славиме е Господ Исус Христос, кој беше Богочовек. И ако сме свесни за својата несовршеност, ако сме свесни дека нашата починка, нашиот одмор е во тоа што го направил Тој, ќе одиме во светот и ќе се бориме во силата на Духот. Ќе водиме духовна војна, која не е само она што некои го пропагираат, демек духовно војување, истерување демони или слично. Најдобар пример за тоа што е духовно војување ви е во Римјаните 12 глава, каде што пишува дека духовна војна е победување на злото со добро. Самсон беше назиреј. Луѓето назиреи даваат 3 заклетви со кои покажуваат дека му се навистина посветени на Бог. Првата, нема да се допрам до мртво тело. Второ, нема да се напијам ни капка алкохол. Трето, нема да ја стрижам косата. Причините за тоа може би друг пат ќе зборувам. Но да ви кажам нешто за косата на Самсон. Да не помислите дека без коса како неговата немате сила да исполните Божјата волја. Ке се сетите дека во еден момент Самсон се сплетка со една жена по име Далила. Што стана со неговите заклетви? Читаме дека се допре до многу мртви тела. Пиеше кај што ќе стигнеше, ама вели не ја скрати косата. И тоа беше последното од заветите што му остана. И кога Далила ќе почнеше да го моли: кажи ми ја тајната на твојата сила, па тој ќе дадеше некаков одговор, таа се обидуваше да го убие. Кога немаше да успее, таа пак го молеше да ја каже, тој пак ќе ја излажеше. И најпосле тој ја кажа вистината. И јас сум слушнал како често луѓе викаат: каков човек, гледа дека се спрема да го убие, а сосема и се отвори. Самсон не беше лут, иако може би така ви се чини. Јас мислам дека Самсон не веруваше дека ја кажува тајната на неговата сила. Зошто? Тој беше свесен дека Далила нема да се смири додека не ја дознае неговата тајна. И дека таа никогаш не знаеше дали тој ја кажува вистината или не. И повторно се обидуваше да го убие. Јас не верувам дека Самсон сакаше да го убијат. Веројатно си мислеше дека без разлика дали ќе го истрижат или не, силата нема да ја снема ако тој самиот не се истриже. Бидејќи знаеше оти ако земе ја истриже косата, така ќе му каже на Бог: ете Боже, не одржав ниту едно ветување, не исполнив ниту една заклетва. Ти и јас знаеме дека Бог работи преку луѓе со мани. Сепак има момент кога Бог самиот ќе каже: доста те трпев, сега следат последиците. Кога Самсон се разбуди, не мислеше дека има нека посебна причина Бог да го напушта. Ако го читате текстот во 16 глава, ќе видите дека тој не вели оти виде дека нема коса па свати дека е слаб, туку пишува одеднаш разбра дека Бог го напушта. Бог те води иако не си совршен, иако грешиш, но тоа не е се. Бог не дозволува вечно да си непослушен. И дури кога Самсон е во затвор, кога е слеп, сега сваќа. Почнува да му расте косата, но тој расте и во неговото покаяние. Бидејќи никогаш не бил толку слаб, филистејците не го сваќаат сериозно, па му даваат шанса да убие повеќе во смртта, отколку во животот. Колку беше послаб, толку Бог повеќе го употреби. Како апостол Павле кој вели: кога сум слаб, тогаш сум силен. Ке има моменти во животот кога ти се чини дека Бог те напуштил, но не е така. Бог ти дал шанса да погледнеш каде си и да се покаеш. Ако се покаеш, стануваш посилен инструмент за Бог. Бог може и сака да употребува слаби луѓе. Не му требаат херои, не му требаат селебрити. Единствените кои Бог не може да ги употреби
Единствените што не ги сака се тие што имаат закоравено срце.